Сега ќе го погледнеме бруто билансот, кој се наоѓа исто така во финансово работење, во делот за бруто биланс. Во горниот дел бираме период. Периодот сакам да напоменам дека важи за датум на налог, а не за датум на книжење. Значи ќе бидат земени предвид сите налози во период од 1.1. до, например, 31.03.2008 година, и односно сите книжења кои припаѓаат во налози чиј датум е во овој период. Исто така може да зададеме параметар за префикс на конто, за суфикс, значи да ги изфилтрираме само оние конта кои почнуваат или завршуваат на одреден префикс, односно суфикс. Бруто биланс само за конта од до шифра, значи ограничување за организациона единица бруто биланс, доколку избереме, и евентуално параметар за продавница, за комитент. Ова за комитент е посебно згодно или корисно да извадиме бруто биланс на книжења кои се однесуваат само на одреден комитент, значи комплетна негова состојба, и евентуално група 1 и група 2 на книжење, односно тип на трошок. Тип на трошок може да биде директен или индиректен. Овој бруто биланс, што поретко се користи, значи може да го добиеме и за тековната фирма која сме одбрале или за сите фирми. Овде имаме комерцијални месечни прегледи, значи преглед на книжења, односно преглед на наплати, и најдолу бираме тип на бруто биланс, односно денарски во ред F9 и девизен F5. Девизниот би бил истиот бруто биланс со исти формат како што ќе го погледнеме, меѓутоа износите ќе бидат во девизи. Да го погледнеме основниот денарски бруто биланс. Ова е неговиот екрански преглед каде што може да се забележат книжењата по конта. Во левиот почеток од табелата имаме шифрата на контото, потоа називот и крајното тековно салдо, значи крајната состојба на секое конто. Во продолжение имаме вкупно должи, односно вкупно побарува од тековната година, само почетна состојба должи и побарува, и на крајот должи и побарува од тековното, само од тековното работење. Покрај овие информации, во горниот дел, со помош на табовите, може да добиеме дополнителни информации, односно групирање на овој екрански преглед. Под дефолт, значи, во прв момент добиваме преглед со аналитички книжења, како што може да се забележи. Меѓутоа, може да добиеме само класи, значи класа 1, 2, 4, 7, со сите информации во исти формат, преглед по групи, значи група 10, 12, 22, 26 и така натака, само синтетики 100, 120, 221, 260 и евентуално синтетики со 4 и со 5 места. Поправилно би било аналитики, групирани книжења, значи до конта со максимална должина од 4, односно со 5 места. Да погледнеме 4, значи конто 1000, конто 1009, 1200, 210 и така натака, или синтетики 5. Во овој случај може да се појави и празно книжење, тука припаѓаат сите оние конта кои се искнижени на конта што имаат должина помала од 5 места. Овдека е аналитичкиот, значи првичниот преглед, и на крајот имаме суми вкупно. Сума од почетна состојба должи побарува, посебно сума од тековното работење, вкупно тековното работење и пребиено салдо. Значи гледаме дека бруто билансот има салдо 241.000, што значи дека финансовото работење во моментов некаде во некој налог не е затворено. Ќе се вратиме на аналитиките. Екранскиот преглед може да го отпечатиме, и тоа со помош на копчињата што се долу издвоени, и тоа печатење landscape. Ќе го зумираме. Тука добиваме информации за конто, опис на конто, посебно почетна состојба, тековна година, вкупно тековно работење и крајно салдо, долговно и потражно. Имаме скратено печатење, ова печатење исто така landscape, формат на печатениот извештај, значи тука имаме една колона за почетна состојба, пребиена, само тековно работење и вкупно од тековното работење и крајно салдо една пребиена колона. И имаме скратено печатење F3,
на кој може да се забележи дека имаме само тековно работење и само крајно салдо. Крајното салдо е во една колона дадено со пребиен износ. Останатите опции ќе ги погледнеме во некоја од следните видео презентации. Додека сме кај бруто билансот, ќе нагласим уште една корисна опција. Значи, со претходниот филтер што го погледнавме, добивме на екран бруто биланс на конта и за истите овие конта може да извадиме комплетни, да испечатиме комплетни картици. Значи, печатење, опцијата се наоѓа во специјални опции, печатење на картици за селектирани конта. Селектирани значи одбрани и изфилтрирани, односно оние конта кои ги забележуваме на екранскиот преглед. Со помош на оваа опција, печатење на картици за селектирани конта, ќе добиеме на принтер печатење на картица по картица за сите овие конта, освен за аналитичките. 120, 220 и така натака. За нив постои посебна опција, печатење преку опцијата за спецификација за одредено конто и масовно печатење на картици од до комитент. Исто така корисна е и опцијата за печатење со почетна состојба и тековно работење, значи секое конто, печатениот извештај за секое конто дава информација за почетна состојба и тековно работење. Имаме тука структурно печатење исто така, ќе го погледнеме подетално. Структурното печатење е еден корисен формат во многу случаи, каде што ги гледаме аналитичките книжења, еве во случајов 1020, односно 100.020, 1009, меѓутоа под овие аналитички конта имаме сума за нивната синтетика. Значи, синтетички збир на сите аналитички книжења претходно. Доколку има, добиваме така повеќе аналитики и повеќе синтетики и на крајот добиваме една сума за група 10 во случајот. Еве, продолжуваме со 1200, па сума на синтетика 120, па група 12 и на крајот класа 1 како посебна сума. Тука извештајот е подвлечен, па продолжува со класа 2. Значи имаме аналитика 2210, па синтетика 221, група 22, аналитика 260-18 и сите други аналитики на 260, па на крајот доаѓа синтетика 260 и на крајот од сите синтетики сума од група 26, односно класа 2. Значи еден комбиниран формат кој дава увид и во аналитичкото, односно синтетичко книжење, книжење по групи и класи. На крајот добиваме суми од сите овие книжења, односно од вкупно тековната година и крајно салдо. Исто така, ова структурно печатење може да го добиеме и во формат на печатење без групи. Значи, потполно истиот образец, само што во овој случај се изоставени групите. Значи, имаме аналитики, имаме синтетики и сума по класи. Доколку одговара овој формат повеќе, може исто така да биде многу корисен. Во следната презентација ќе продолжиме со увид во заклучниот лист и бруто биланс за класа 4 и 7. Заклучниот лист представува еден многу сличен формат на претходното структурно печатење. Се добива од позицијата специјални опции заклучен лист и сега ќе погледнеме очигледната сличност. Значи, форматот е исто така изгрупиран, меѓутоа присуството на записи е такво да се однесува само на синтетички книжења, односно синтетички конта и класи. Значи, еден корисен формат, евентуално при составување на завршна пресметка или било какви други биланси со информации за вкупно книжење од тековната година должи побарува и пребиено крајно салдо. На ова место уште ќе споменеме извештај, односно бруто биланс за класи, само за класи 4 и 7. Се добива од позицијата бруто биланс наменито специјални опции. Ќе погледнеме подетално. Форматот е многу сличен на претходно опишаниот, со тоа што се издвоени конта само што почнуваат на четворки, на 4, значи аналитички, синтетички книжења и класа 4, како и седмици. Значи аналитички, синтетички книжења и класа 7. Овдека ги добиваме сумите од тековната година и крајното салдо.
Исто така, бруто билансот во оној формат како што го гледаме на екран, може да се експортира преку опцијата MS Office, да се експортира во Microsoft Excel формат. Се активира многу едноставно, се појавува диалогот Save As, односно таму каде што бираме локација и име на фајлот за снимање. Со притискање на копчето Save вршиме снимање на фајлот и подоцна можеме да го погледнеме, односно отвориме или за дообработка или за подоцнежно архивирање.